со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Јас сум Маријан Николовски, ова е Круг, емисијата на радио Слободна Македонија. Денеска е уште една среда од 11 до 12 часот редовен термин за оваа емисија во која што се обидуваме да извадиме многу повеќе несуштински работи, добиеме суштина на одредена тема. Овој пат повторно ќе зборуваме за кризата која што се нарекува мигрантска или бегалска, која што на индиректен начин, односно директен начин Македонија е врзана со нејзе, иако крајната цел на бегалците од Блискиот Исток се земјите од Западна Европа како крајна точка, меѓутоа рутата која што се нарекува Балканска рута, Западно-Балканска рута поминува низ Македонија. Македонија практично е една од незината јужна граница, една од правичните бариери, барем во моментов, испоред изјавите на Европската унија, на представителите на Европската унија за контрола на влезот на мигранти на територијата на Европската унија. Последниот самит на Турција и на Европската унија донесе серија заклучоци кои што треба да бидат некој вид на решение на оваа балканска рута или на целокупниот проблем со мигрантите. Меѓутоа, што и како и во кој обем од тоа ќе биде реализирано, останува да се види изминативе наредниве неколку денови. Првите 2 дена после тоа, тој самит се уште во јавноста владе условно кажано дилема околу тоа што значи дефиницијата на заклучокот завршување на Балканската рута. Словенечката држава тоа денеска го дефинира како затварање на Балканската рута според одлуката на Словенија, Србија и Хрватска од синоќа на полноќ нема простор за влегување и премин на ниту еден бегалец или мигрант на оваа Балканска рута. До кога ќе биде тоа и како ќе функционира, денеска ќе се обидеме да пронајдеме повеќе одговори. Мој денешен гост на оваа тема е Сузана Тунева од Македонскиот Црвен крст, секретар на град Скопје, меѓутоа координатор на проблемот со мигрантите. И предпоставувам дека има многу повеќе информации кои што ќе зборуваме и за хуманиот аспект на бегалците, меѓутоа и на можноста или евентуалните стравови кои што постојат во јавност од зголемување, ескалација на кризата, кои се проценките на Црвениот крст на светско ниво за оваа ситуација. Сите тие прашања ќе ги отвориме, меѓутоа веднаш по првата пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во кругот, почитувани слушатели. Мој денешен гостин, како што најавив, е координаторот на Црвениот крст во Македонија за мигрантите, Сузана Тунева. Со нејзе денеска ќе зборуваме од многу аспекти на темата која што е сериозен предизвик во овој момент. За почеток, каква е состојбата во овој момент, со оглед тоа дека од според најавите на Словенија од синоќа на полноќ до во овој момент и веројатно не знаеме до кој период нема пропуштање на мигранти, веројатно тоа е одлука и на Австрија. Има ли влез во овие колку се некои 12 часа веќе од таа одлука и со кои бројки можеме да оперираме на мигранти кои се на територија на Македонија во овој момент и каква е состојбата? Така, значи, она што го кажавте дека од последните 24 часа немаме влез на мигранти, значи тоа се случува во последните неколку дена. Значи имаше отворена граница во однос на Македонија Грција, а Македонија Србија границата веќе 2-3 дена е затворена и немаме воопшто можности да пропуштиме и мигранти кои што се од регионите на Сирија, кои што имаат право да влегуваат во Европската унија. Значи тука селективно се пристапи од страна на српските власти. Во моментот, точно на границата со Србија имаме 437 лица од Сирија, кои што се веќе неколку дена на граничната линија. Во самиот центар во Табановце има 1024 лица, од кои 628 се Авганистан и Иран, а останатите се Сирија.
Во Гевгелија во моментот имаме неколку семејства кои што се во самиот центар. Надвор од центарот имаме 117 економски мигранти кои што од пред 2 дена во помали групи веќе се враќаат назад во Грција. Меѓутоа се уште притисокот на кота 59, значи на границата Македонија-Грција е доста големен, бидејќи последната бројка што ја имаме од страна на Меѓународниот Црвен крст е дека достигна бројка од 15.000 луѓе. Значи тука имаме еден доста тежок, да кажам, дел од територијата на Грција која што нели граничиме ние со нив и тој притисок секако го чувствуваме пред се ние хуманитарните работници кои што сме на терен, заради тоа што дозволено е да правиме одреден транспорт на лица кои што се во тешка здравствена состојба на дневна основа во последните неколку дена. Значи имаме 5 до 6 транспорти на лица кои што се во идомени, а кои што не можат таму да бидат медицински згрижени, се дозволува нивен прифат од страна на екипите, мобилните тимови на Црвениот крст. На истите им се дава медицинска помош и се транспортираат во центарот Вино Југ во Гевгелија. Ајде сега да разграничиме. Значи, ако имаме 4500 се веројатно на северната граница, долу во Македонија, според оно што го спомнавте како бројка, не многу, меѓутоа 1500 се на територија на Македонија. Така. Има ли информации дека барем тие 1500 луѓе, иако Словенија затвори границата, можат да го продолжат транспортот на север, или ќе се бара алтернатива како да бидат враќани назад, или некоја друга алтернатива која? Значи во моментот немаме никакви информации што ќе се случува со овие 1600 лица. Меѓутоа повторно мислам дека тие 117 кои што ги споменав се економски мигранти, тие секако ќе се враќаат во Грција. Значи станува збор за луѓето кои што се од Авганистан, Иран и Сирија. Значи ние како Црвен крст на Република Македонија во текот на вчерашниот ден имавме конференциска врска со Женева и со Будимпешта. Информациите кои што ги добиваме од таму е дека секако најточните, да кажам, инструкции како ќе работиме и како ќе делуваме ќе ги добиеме после самитот и состанокот кој што ќе се одржи на 17 и 18 Сега да кажеш дека Црвениот крст на европско ниво нема насоки како да се движи. Значи, во моментот нема никој нема насоки. Знаете, сите оние заклучоци кои што ние ги читаме и се ставени на хартија после состанокот што се одржа пред неколку дена, значи сите тие заклучоци се некако, да кажам, за нас двосмислени, заради тоа што имаме затварање на балканската рута, меѓутоа од друга страна зборуваме, бидејќи Германија беше против тоа, дека има игра на зборови дека ова балканска рута официјално е затворена, меѓутоа неофицијално се уште ќе постои за одредени групи. Од синоќа напомнив, де факто е затворена. Велите веќе 4-5 дена српската граница е веќе затворена. Значи пуштаат одредена група, да речеме имаме 8 фамилии, предходниот ден имавме 40 лица, па пред тој ден имавме 50 на лица, меѓутоа бројката од сирици кои што во моментот имаат и треба да се пропуштат во Европска унија, во Македонија негде околу 400. Значи наше мислење е дека овие луѓе секако ќе бидат пропуштени. Збориме за јужната граница? Зборуваме за тие кои што се во моментот во Македонија. На значи северот, околу 400 се, нели? На југот? Ги има, значи, неколку фамилии во Гевгелија и останатите се во Табановце. Значи, тие 400 лица, најверојатно дека во наредните неколку дена ќе добиеме инструкции и предпоставувам дека сите оние кои што доаѓаат од регионите на Сирија, кои што се уште се загрозени и имаат право на меѓународна заштита и се бегалци, ќе бидат пропуштени. Исто така, Црвениот крст посебно е загрижен и посебно, значи, инсистираме на спојување на семејства, заради тоа што со овој прекин кој што се направи нагло, имаме голем број на семејства кои што се раздвоени. Така да родителите се, да кажеме, во Македонија со едно дете, другиот дел од семејството е во Домени, третиот дел од семејството е во Србија. Така да и во Србија исто така имаат одредена група на мигранти која што е во Србија исто така чека понатамошни инструкции. За хуманиот дел ќе продолжиме веднаш по првата кратка пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, поштовани слушатели, ова е Круг, емисијата на радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, мој денешен гостин на темата
координација на мигрантите и заклучоци на Европската унија и на Турција е Сузана Тунева, координатор за мигрантите од Македонија, од Македонскиот Црвен крст. Зборувавме за моменталната состојба на територијата на Македонија, меѓутоа каква е сега состојбата и какви се проценките на тоа што значи надвор од границата на Македонија на југот, што е всушност и најголемиот предизвик. Имаше разни бројки деноиве, се спомнуваат бројки од 10 на 15 па до 40.000 мигранти кои што веќе се на грчка територија и потенцијално стампедо или опасност од неконтролиран влест ако дојде информација како што веќе пристигна во Словенија дека границата се затвара. Значи, првото прашање е колкав е ризикот од такво нешто и второ со колкава бројка реално можеме да оперираме. Значи, како што веќе кажав, последната информација што ние имаме од нашите колеги од Црвениот крст на Грција и Меѓународниот Црвен крст е дека бројката во Идомени е веќе 15.000. Вчера беше 13.000, значи имаме веќе 2.000 лица повеќе во текот на денешниот ден, а бројката со која што оперира Меѓународниот Црвен крст е дека лицата кои што во моментот се во Грција и се дојдени нели преку островите и од турската од Турција е негде околу 38.000. Значи, секако дека во тој дел треба да ќе се потрудиме сите пред се ЮН агенциите, Црвениот крст, Европската унија, да се направи, да се намали притисокот кој што во моментот го има во Грција од страна на оваа голема бројка на луѓе кои што се во Грција. Со тоа што сметам дека не може да зборуваме точно за некоја бројка од 38.000 бидејќи островите се уште имаат прилив од страна на Турција. Сега да прашам, проценки имали информации колкав е? Негде околу 2.000-2.500 луѓе на ден. Тоа е последната информација која што имаме ние од нашите делегати. Ти излегуваат од Турција или доаѓаат од други страни? Мислам дека излегуваат од Турција, најголемиот дел од нив, заради тоа што веќе подолго време се во камповите во Турција. Сега да кажеш дека и покрај договорот Турција и Европска унија пак имаме. Па видете, тоа не може така брзо да се стопира, заради тоа што секако треба и подготовка. Значи се е тоа добро што го договорија и се е тоа одлично кога сето тоа практично ќе почне да се применува. Меѓутоа за се тоа треба време и потребно е време за една излезна стратегија од ова што значи мигрантска криза и ова што ни се случуваше во изминатите десетина месеци. Мислам дека не треба да бидеме да се плашиме од некој стампедо, како што рековте, или нешто голем број и прилив на луѓе, заради тоа што пред се ќе се работи на контролирање и намалување на влезот на луѓето од Турција према Грција, а овие кои што во моментот се наоѓаат во Грција, навистина тоа и не е голема бројка за да се справиме ние, пред се зборувам како Македонија и како институциите на нашиот систем, дека во текот на летото ние имавме 11.000 луѓе дневно. Да, имавме сосема отворена западно-балканска рута, имавме неколку инциденти прво на македонската граница, потоа тоа беше отворен процес кој што се случува на хрватско-српската граница кај Унгарија. Меѓутоа прашањето ми е едно друго. Сега имаме ситуација во која велите дека и покрај тоа имаме 2 до 3.000 луѓе кои што доаѓаат. Има ли проценка Црвениот крст, хуманитарните институции, какво е расположението на тие луѓе кои што веќе се наоѓаат на грчка територија да колкаво е нивното трпение? Видите, стравот е оправдан сепак затоа што според сите изјави на дипломатите од меѓународна заедница, тие условно кажано, користен црковен термин, се крстат дека работата ќе заврши на македонско-грчка граница. Дека последните информации на хрватскиот министер за внатрешни работи дека на европската граница на Европска унија е на македонско-грчка граница. И тоа постојано потенцирање всушност значи дека тука треба да биде, ако Европа каже стоп, тука треба да биде браникот, кој што реално не имавме пред една недела инцидент кој што заврши за среќа без сериозни последици. Меѓутоа стравот е оправдан дека може да се случи нешто многу поголемо, со оглед на тоа дека вие ако имате ситуација таму 30-40 илјади се соберат, тие тргнале од Сирија, не загинале, никој нема да ги спречи дека
Тоа условно кажано звучи малце грубо, меѓутоа тоа што ќе преживеете стигне во Европска унија. Така е, навистина е тешка ситуацијата со луѓето кои што се во Грција, заради тоа што на психосоцијалната состојба на тие лица е навистина многу ризична и како што рековте, луѓето се буквално без трпение, што е многу нормално, после се она што го поминале за да стигнат и да си ја устварат својата цел да стигнат нели до финалната дестинација. Значи во колку се случи да делот од овие луѓе кои што ќе бидат со позитивни критериуми за влез во Европска унија, мислам дека сепак тоа ќе биде во договор со сите понатамошни држави, значи како што си беше рутата Грција, Македонија, Србија, Хрватска и Словенија, и покрај изјавите на политичарите во соседството, нели секој сака да каже дека тоа е веќе завршена приказна, меѓутоа ако се потсетиме на кризите кои што беа во минатото во Македонија, ние за време на босанската криза имавме 66.000 луѓе сместени во Македонија повеќе од 4 години. И ни требаше, откако веќе се прогласи значи мир во Босна и се потпиша Дејтонскиот договор, ние имавме период од 2 години за да ги вратиме луѓето назад. Истото ќе се случува и тука, значи не може со нож да се пресече веднаш. Така да токму тоа што и госпоѓа Меркел го кажува дека не можеме да зборуваме за комплетно затварање на оваа рута, мислам дека ќе постои договор и дека не очекуваме, значи ние сме баш оптимисти, дека не очекуваме нешто да се случи страшно во тој дел, да имаме голем притисок, да има инциденти. Сега во моментот се работи на, да кажам, ширење на таа информација, бидејќи луѓето во Грција немаат информацијата што се случува, како сето тоа ќе изгледа. Значи тие кога ќе стигнат на Пиреа, следната дестинација е Гевгелија, па потоа следната дестинација им е Табановце, значи и да кажам одењето од Гевгелија до Табановце за нив е една земја помалку во нивната финална рута на патување до крајната граница. Така да и луѓето кои што се да речеме во моментот во Табановце, ако треба да ги вратиме во Гевгелија, ќе треба нели да сето тоа да го изведеме на тој начин што треба да ги посоветуваме, да им ја дадеме информацијата, вистинските информации луѓето да ги добијат за да бидат свесни за својата иднина и иднината на своите семејства. Мој лично мислење, јас не сум баш убеден дека може да профункционира системот, дека он стигнал од Табановце, сеќавам кажете треба да се вратите назад и кај води тој пат наместо кон Германија води кон Сирија. Па знаете како ние тие 117 луѓе ги вративме назад. Тие беа во Табановце, неколку дена беа на српска граница, потоа беа во Табановце и потоа со возот ги вративме во Гевгелија. Повеќе од 11 дена се веќе таму, 117 луѓе кои што се економски мигранти, веќе почнавме во мали групи да ги враќаме назад. Значи ИОМ исто така правеше одредено истражување, голем број од луѓето кои што се од Иран, во колку нели не се добие позитивен одговор дека тие имаат право да влезат во Европска унија, на сите тие истражувања за луѓето кои што се во моментот во Македонија дека сакале да се вратат во својата држава. Значи никој не сака да седи некаде во некои центри кои што не се, да кажам, и доволно опремени за да може да бидат како колективен центар. Најважно од се е дека ние како држава сме подготвени согласно она што владата нели го има и како одлука и она што нашиот претседател го кажува дека 2000 луѓе во Македонија може Македонија да се справи со таа бројка за подолг период додека се добијат некои да речам инструкции како понатаму да одиме. Во моментот ние се наоѓаме на бројка од 1600, значи сме во рамките на тие 2000 и ние како Црвен крст на Република Македонија, Високиот комесаријат за бегалци и ЮН агенциите кои што се тука, значи подготвени сме со тој план за действување за прифат на овие 2000 луѓе за одреден временски период додека се најде нивно решение. Тоа е прашањето кое што исто така во јавноста има различни шпекулации и нејасноти, значи имате ли како Црвен крст информации дека можеби некој планира запад поголем камп од тие 2000 ако дојде до таква ситуација, се разработуваат такви сценарии? Не. Сега за сега не. Значи ние како држава остануваме на таа бројка од 2000 луѓе. Сите наши планови се сконцентрирани значи во тој дел. Инаку ние како Црвен крст на Македонија во планот за действување и поддршка на мигрантите и бегалците, значи бројката која што имаме во нашиот ИТН апел е 110.000 луѓе. Значи зборуваме за бројка од 800.000 приближно кој што ја мина границата минатата година, заклучно со декември. Значи веќе бројката е негде приближно околу 900.000 со јануари и февруари ако ги додадеме на таа бројка. Тоа се лица кои што продифилира на некој начин преку таа рута и се задржува најмногу 10 до 12 часа во Гевгелија и негде околу 1 до 3 часа во Куманово. Значи последните 20 на дена
ние имаме поголем број на лица кои што стануваат подолго време од тие 72 часа кои што ги имаат како дозвола. Функционира ли нормално тој систем за регистрација, за контрола, за откривање? Велите, спомнавте дека и многу луѓе има кои што имаат целосни податоци за нивна евиденција. Како тоа функционира во моментов? Многу подобро од почетокот, заради тоа што сега веќе имаме одреден систем, така да институциите во Македонија секој си ја знае и си ја врши својата работа. Министерството за внатрешни работи, нели со поддршка на Високиот комисаријат за бегалци и ЮН агенциите е задолжено за таа регистрација. А во делот на она што значи хуманитарна асистенција, тука Црвениот крст на Република Македонија врши целокупната координација заедно со Министерството за труд и социјална политика. Така да имаме една добра координација, нема никакви проблеми на терен. 24 часа ние сме присутни и во Гевгелија и во Куманово. Мислам дека како држава можеме да бидеме комплетно задоволни како се справивме со сето ова. Има ли доволно храна, облека, за напивки за сите во моментов кој што Да. Значи комплетно се со сите тие социјални сервиси, од делот на дистрибуција храна, непрехранбени артикли, облека, хигиенски средства, лекови, здравствена заштита. Финансиски може да го издржи тоа? Да, значи ние досега не потрошивме ништо од нашите буџети. Се ова што го работевме од јануари минатата година, заклучно со март оваа година, тоа се средства кои што ние ги добивме преку итниот апел кој што го распиша Меѓународниот Црвен крст за Македонија, Србија, Хрватска, нели сите национални друштва. Ние како национално друштво, значи во рамките на оваа криза се потрудивме да направиме и надградба на сопствените капацитети за да бидеме подготвени во случај на некои идни можности да имаме нешто вака или да речеме некои природни катастрофи предизвикани од човекот. Значи овие моменти покрај тоа што треба да делуваме како хуманитарна организација, да ги процениме потребите на луѓето, да делуваме, да ги задоволиме тие потреби, да се покажеме како вистинска хуманитарна организација која што ја реализира својата мисија и визија. Истовремено во овие моменти мора да се прави надградба на сопствените капацитети, бидејќи сега во овој момент е можност, значи нашите единици за одговор при катастрофи, тимовите на Црвен крст за прва медицинска помош комплетно да се надградат за да бидат подготвени да делуваат во случај на некоја идна катастрофа. За разлика од државата, ви имате позитивни искуства со европските фондови. Да, секако. Значи ние немавме никаков проблем за да ги добиеме тие средства. Значи ние уште во јуни минатата година го добивме првиот трансфер. Многу ми е да кажеме која сума пари се зборува? Првиот трансфер беше моментот кога реагиравме со помал број на мобилни тимови и со одредена хуманитарна помош, 300.000 франци. Тоа беше за еден месец, а вкупниот апел кој што Македонија го изработи за да се справи со како Црвен крст на Македонија зборуваме негде околу 5 милиони швајцарски франци. Кажи ми што добиваат бегалците, мигрантите кога се во Македонија, значи храна, вода, се. Значи има посебни пакети кои што се направени за да ги задоволат нивните потреби. Сега значи во периодот кога транзитира имавме дистрибуција на едно јадење дневно, заради тоа што се задржува малку. Сега бројот на пакети кои што ги дистрибуираме во текот на денот се малку поголеми, меѓутоа лицата се помалку, така да имаме 3 пати на ден дистрибуција на храна. Потоа имаме непрехранбени хигиенски пакети, посебни пакети за бебиња, облека, обувки, дополнителни, да кажам, дополнителна витаминска храна за трудници, за стари лица, лица со посебни потреби, лица со хронични заболувања. Имаме 11 мобилни тимови со лекари, медицински сестри, парамедици, кои што се 24 часа во Гевгелија и во Куманово и комплетно пружаат медицинска заштита, одлична координација со локалните болници во Гевгелија, Куманово и клиничкиот центар во Скопје. Така да ние навистина треба да бидеме како држава задоволни и горди на тоа што за изминатите десетина месеци воопшто немаше никаква појава на никаква епидемија, заразна болест, некои инфекции и слично. Имаше некои информации за некаква шуга во... Па добро, тоа е многу не шуга, се работеше за вошливост. Значи тоа е многу нормално, мислам вошливоста се појавува и во училиштата, така да тоа е нешто што тоа немаше крупни... Не, воопшто не. Значи веднаш се реагираше со дистрибуција на одредени хигиенски дополнителни средства за да се справиме со тоа. Потоа исто така
организиравме дополнителни фризерски и берберски услуги за да се справиме со тој дел за комплетна дистрибуција на долна облека, промена на нивната гардероба, така да мислам дека многу брзо изреагиравме во тој дел. Така да можеме да бидеме задоволни заради тоа што бројката од 900.000 луѓе кои што поминаа низ Македонија сепак не се соочивме со нешто што значеше 900.000 минатата година или заклучно со март. Ама за една година или целосна евиденција на вкупно поминати? Значи тоа е се што помина од јануари минатата година заклучно со март оваа година. За предходни немаме податоци информации? Значи Црвениот крст на Република Македонија ние имаме договор со Министерството за внатрешни работи и како национално друштво сме присутни во транзитниот центар во Газибаба. Значи ние имавме влез на луѓе и во периодот од да речам пред јануари 2014-15, меѓутоа тоа беше многу мала бројка на луѓе и беше незначителна, многу лесно се справувавме со сето тоа, значи кога ќе го завршија. И претежно тоа беа луѓе кои што беа жртви на трговија со луѓе. Ајде, уште едно прашање пред втората пауза. Има ли Црвениот крст некои официјални бројки со кои може да се оперира? Често пати се шпекулираат бројки на различни податоци на колку мигранти влегле во Европската унија последната година и половина. Па видете, таа бројка на вистина никој не може да ја каже заради тоа што регистрацијата си ја вршат сите држави согласно нивните критериуми. Значи ние како Црвен крст на Македонија имаме една регистрација која што е поврзана со дистрибуција на хуманитарна помош. Министерството за внатрешни работи ја има регистрацијата на луѓе кои што поминале низ Македонија. Значи ние имаме таа бројка како национално друштво која што ја добиваме од извештаите. Значи горе долу во рамките на оние информации како Црвен крст ние се совпаѓаме со бројката со Црвениот крст на Србија, Хрватска, Словенија, меѓутоа има некои нејасноти околу бројките кои што влегуваат, мигрантите кои влегуваат преку Шпанија, Италија, кои што исто така влегуваат преку Естонија. На вистина во моментот се е шпекулација по мене. Мислам дека се уште немаме нека официјална бројка колку луѓе влегле во Европската унија. Меѓутоа многу е тажно што ја знаеме бројката на луѓе кои што загина, а тоа се 4.000 луѓе кои што ги оставија своите животи во водите на Средоземното море и на вистина тоа е голема бројка на луѓе кои што загина за неполна година дена. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, поштовани слушатели, повторно назад во кругот, во финишот на денешната емисија, мој денешен гостин Сузана Тунева, координатор на Македонскиот Црвен крст за мигрантите од Македонија. За крај направен пресек и како завршна оценка за целата оваа ситуација, апропо сите можни сценарија кои што нели може да се случуваат после овој самит на Турција и на Европска унија и заклучоците. Можеме да констатираме дека ќе продолжи движењето координирано или во некоја рамка на мигрантите. Дали можеме да стравуваме од повторно враќање на илегални движења? Што во таква ситуација и како една како еден, условно кажам, не би бил тоа апел, веројатно претпоставам и како заклучок кој што како држава ние на кој правец би требало да останеме понатаму во оваа приказна со мигрантите. Значи, секако многу е важно што ќе се случи на следниот состанок кој што треба да биде на 17-18 март и кога сето тоа што е ставено сега моментот на хартија како заклучоци почне практично да функционира, тогаш мислам дека со добра координација може сето тоа добро да се контролира и секако луѓето да не се стават во ситуација да едноставно на тој пат кон нивната финална дестинација доживуваат трауми и на некој начин човечкото достоинство да биде да нарушено. Сепак се работи за луѓе кои што се навистина доста ранлива категорија на население, жени, деца, трудници, стари лица со посебни потреби и нормално, нели зборуваме за еден кога зборуваме за хуман аспект. Ако сето тоа профункционира практично, тогаш мислам дека и ние како држава треба да бидеме дел од тој систем кој што ќе се договори.
Македонија покажа во изминатите кризи дека е држава која што ја има хуманата димензија во себе и мислам дека ние во тој дел навистина и го покажавме тоа во изминатите 10 месеци. Истото мислам дека треба да продолжиме во тој правец, значи да ги градиме нашите понатамошни одлуки се со цел да можеме да вистински да одговориме како една социјално одговорна држава кон ваков вид на проблеми предизвик. Во делот на она што значи ако практично не се спроведе се она што они го договорија, може да се случи да речеме повторно да имаме легални преминувања, повторно да се доведеме во ситуација како пред 19 јуни кога се промени законот за странци и баратели за азил во Македонија, да луѓето повторно се движат патиштата низ Македонија, повторно да треба да ги активираме тимовите за да ги поддржиме луѓето кои што ќе бидат во неволја. Меѓутоа најстрашно е дека повторно ќе се вратат на цена сите тие војни, да кажам, профитери кои што секогаш ги има, тоа се тие нелегални тргови со луѓе. Значи тоа е нешто што е според нас и според се она што го имаме како искуство во изминатите месеци е нешто што е најстрашно. Значи така веројатно ќе се зголеми генерализацијата и стигматизацијата на тие луѓе и така се предмет на обвинување за не знам припадници на радикален ислам, исламисти или исламизација. Значи, сето тоа, јас лично сакам да бидам оптимиста и се надевам дека нема да се случи, заради тоа што тоа е нешто најмалку што е потребно после се она што го поминавме во изминатите 10 месеци, заради тоа што начинот на таа нелегалната трговија со луѓе постои и ќе постои, меѓутоа е многу важно да биде контролирана или пак воопшто да не, значи секоја држава да си направи систем за да на некој начин ја ограничи или ја доведе до некој минимум, дека тоа може комплетно да се искорени. Барем до сега ние во Црвениот крст немаме такви искуства, барем од сите оние извештаи кои што ги добиваме преку нашите национални колегите кои што работат пред се во делот на службата барање. Сакам да кажам дека делот на прифатот на луѓето кои што во Македонија нели би продолжиле да се движат и оваа рута, да кажеме, која што би била порозна, меѓутоа не во истиот систем, ние како држава и како национално друштво мислам дека сме подготвени заради тоа што и двата центри се добро надградени за да дадат поддршка на луѓето кои што би продолжиле да се движат кон Европа. Мислам дека ќе биде тоа во многу помал број. А ние како Црвен крст на Македонија секако ќе работиме и на одредена кампања за подигање на свеста на населението во нашата земја. Ние имаме хуманата димензија како луѓе и не треба да се покажеме како луѓе кои што ги генерализираме работите, а тоа е дека сите овие луѓе треба да ги гледаме како терористи, како припадници на ИСИС или дека доаѓаат за да ја исламизираат Македонија или Европа. Мислам дека тој генерален заклучок треба навистина да го тргнеме на страна и да сепак одговориме онака како што тоа го правевме до сега. Само едно блиц прашање за крај. Има ли луѓе кои изражиле желба да останат во Македонија да не заминуваат? Па не. Значи до сега за сите овие 12 месеци од сите тие силни бројки кои што ги спомнувавме во самата емисија, значи околу 900.000 луѓе, само едно семејство го заврши процесот како баратели на азил. Се работеше за 4-члено семејство од Сирија, кои што добија статус на бегалци во Македонија и беа сместени во Штип, престојуваа неполни 6 месеци и ја напуштија Македонија. До сега, значи, официјално немаме ниту едно семејство кое што изразило желба да остане во Македонија. Во Македонија има група заедница на луѓе од Сирија, значи тоа се лекари, стоматолози од минатото од бивша Југославија, кога нели тие луѓе студирале тука, се основале семејства. Значи и тие се дел од нашиот систем. Значи ние имаме лекари кои што се од Сирија по потекло, кои што зборуваат арапски, кои што многу ни помогнаа во реализацијата на нашите програми. Меѓутоа генерално од овие мигранти, од овие да кажам луѓе кои што транзитира, немаме официјално ниту едно семејство кое што изразило желба да остане во Македонија. Благодарам, мислам дека тука би точката на оваа наша денешна емисија. Мислам дека успеавме многу повеќе несуштински работи да извадиме на страна за да имаме по-суштинска слика за она што значи моментална состојба и што се можни сценарија околу
понатамошното движење на мигрантите и мигрантската криза. Јас ви благодарам тоа што бевте мој денешен гостин, поштени слушатели. Емисијата Круг е на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител на емисијата. Денеска е 9 марта 2016 година. Круг е продукција на Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.